Продолжуваме на друга тема. Всушност, тука ги имаме идните градежни инженери. Се разбира, поттикнати ветер во грф од професорите од градежен факултет. Особено се разбирам дека за нив е чести задоволство да поминат еден викенд со нив во Охрид на работилница која што беше насловена "Градиме иднина", за во иднина да може тие во своје видување и креација да ја градат, се разбира, она во кој што ние ќе живееме нашата иднина, како што и забележуваме дека на големо се гради. Па еве за новата млада генерација на која што се отвара пат, зборуваме во продолжение. Професор доктор Владимир Витанов од Градежен факултет од мојата десна страна. Добро утро. До него Ивана Коцева, таа е студент веќе на Градежен факултет во Скопје. Добро утро. И Матеј Ристовски, тој ни е ученик, средношколец кој што ќе продолжи така во средното градежно училиште си, познато како ГУЦ, нели? Да, и кој што би продолжи и на Градежен факултет во Скопје. Поминавте неколку дена пред се во дружење, претпоставувам, но исто така и денови во кои што вложувавте во младината, во знаење. Што ви е најважно кога ќе ги погледнате да научат самостојно да размислуваат, да бидат креативни, да бидат иновативни, но пред се основата и подлогата да ја следат она што вие како постулати го застанувате позади тоа и го промовирате. Така, да, добро утро прво на сите гледачи на вашата телевизија, на оваа емисија. Да, ние битно ни беше да учениците кои ги поканивме на оваа работилница пред се запознаат со градежништвото како нивна потенцијална една струка и дополнително да се запознаат со сите можности што ги нуди градежништвото, да видат, односно да знаат што се може да прават со откако би завршиле Градежен факултет, зашто наш печаток беше дека немаат учениците доволно информации поточно што представува градежништво, има одредени стереотипи што владаат, што се подразбира се биде градежен инженер. Мислиме дека пренесовме, веќе кажат може и самите ученици, дека пренесовме малце подетално. Голем број на ученици забележавме на фотографијата биле присутни во Охрид. Да, овој пат собравме поголем број ученици. Значи овој е втор пат како се држам, втора година поред, лани беа 1/3 од тоа што е сега. И меѓу другото, добро, за вас професорите, да, тоа значи многу. Па ние вложивме доста, да ви кажам, на факултетот за промовирање на струката пред се, не само заради факултетот, како факултет, нели ние тој му кажавме, не е на целта само да ние еве имаме студенти со кои што ќе работиме, него сметаме дека недостасува квалитетен стручен кадар во иднина да ја гради оваа земја и да го одржува и она што веќе изградено, така. Градежништвото го сметаме како еден двигател на економијата, едно од по нас најбитните стопански гранки и недостасува доволно стручен кадар. И затоа нарековме градиме иднина. Ова е двојно значење има името. Значи градиме иднина во смисло буквално тоа нешто ќе го градиме како инженери, но градиме иднина ние како факултет, иднината на младите, нели, како кадар, кој што во иднина ќе градат оваа земја. Така што, меѓу другото, како што нели беше и вашето прашање, во рамките на работилницата им посочувавме и тоа дека нас не требат инженери кои што ќе се стручни, но и како личности изградени, со интегритет, со своји ставови, со креативни размислувања, затоа што знаете колку одговорна оваа наша професија и навистина се потребни луѓе кои што ќе имаат квалитет плюс, не само како вградено знаење, туку и како карактерни особини. Добро, кои се најновите трендови во градежништвото? Така, градежништвото, како во секоја гранка и кај вас постаат трендови? Така, секако градежништвото важи во принцип за доста конзервативна струка, наука, која што малце тешко ги прифаќа новите трендови, меѓутоа далеко од тоа дека не постојат, навистина некогаш имаме проблем што се вика да пофаќаме што се ново влегува во градежништвото, пред се од аспект на иновативни градежни материјали, иновативни технологии, па еве дури и на работилницата поттикнати од прашање од самите ученици, тоа морам да ги пофалам сите ученици кои што беа таму, навистина ние бевме пријатно изненадени од
сериозноста и зрелоста на прашањата што ги поставуваат дискусии, потегнува, например, за примена на вештачка интелигенција. Нешто што можеби не би го помислиле за градежништвото дека и би се запрашале дали воопшто треба дали треба, дали може тоа прашува, дали може добре. вештачката интелигенција да замени, нели градежните инженери да ги замени. Ние на самото место и го ја прашавме вештачката интелигенција. Вака сега. Тренд е, меѓутоа сепак ние на вештачката интелигенција гледаме како нели една нова алатка, моќна алатка која што ќе може да се пременува, но никако нема да може да барем во блиска иднина целосно да замени еден градежен инженер, особено во делот на креативното размислување, процедување. Сега не би требало. Не оставаме така. Да се случи тоа. Не оставаме така. Иако е тренд, имаме и актуелни проекти, имаме и колеги кои што активно во својата работа и научна и стручна ја користат. Добро, тука може би е вистинско место па и да ве прашам и за дигитализацијата, дали таа ќе смени или дали ја менува веќе работата на градежните инженери? Па да, видите, тоа исто, нели, тренд кој што дури дали може да се нарече модерен, веќе подолго време, да, нели, веќе е присутен, се користи од аспект на, нели, самата изработка на документацијата проектна, нели, и процедурите кои што следат со тоа се целосно дигитализирани веќе процеси, дигитални алатки, така што исто алатка која што нели ќе се користи интензивно во градежништвото. Ако добро ве разбрав, да ви потпомогне, но сепак основата е основа, без разлика колку да делува традиционално, сепак вредностите треба да се почитуваат. Ние да бидам искрен, посебен напор вложуваме да разбиеме еден, ајде да го наречам стереотип во јавноста, нели, кај лаиците, обично градежен инженер или градежник се поистоветува со работа исклучиво на терен, нели, под ведро небо и така, а ние токму кога се представуваме пред учениците, пред овие модерни генерации, и ми представуваме каде се, нели, дигитални процеси се користат, најмодерни алатки, компјутерска технологија и така натаму, баш за да го разбиеме некој тој тако стереотип. Еве, буквално имаше една анекдота вака од работилницата, каде што една од ученичките што беше рече уште од 6-то деление, вика, јас сакам градежен факултет да студирам, ама вика, моите ме викаат, ти ли ќе носиш цигли на градилиште? Што укажува каква перцепција се има за градежништвото, нели, меѓу луѓето, и ние тоа сакаме баш тоа да го... Не можеш да судиш за тугите чивли додека не влезеш во истите, така што тоа е тоа за секоја професија. Ивана, ти си студент на градежен факултет. Добро, какви можности нуди се градежниот факултет? Ти веќе си определена во... Не, јас сум моментално сега во втора година на градежен факултет во додипломски студии. Кога се определуваш во кој дел сакаш да бидеш од градежниот факултет? Значи, на некој начин, да речеме, додипломските студии се поопшти, но во шестиот, последниот семестар секако, имаме неколку изборни предмети кои што на некој начин, например, ние можеме да ги истражиме, да речеме, сите области и тоа некако да ни помогне да после на втор циклус на студија да можеме конкретно да се насочиме, нели, за таа област што сакаме ние да... А што би сакала ти? Тоа сега со професорот го дискутиравме. Не знам, јас например во прва година, заради тоа што главно кога се збори, нели, за градежништвото, главно луѓето мислат, нели, на високоградба згради и главно отидов со таа помисла дека јас ќе бидам, нели, конструктивна насока и ќе се занимавам со тоа, ама сега како повеќе навлегувам во предметите, да речеме, малце по-тешко, така да има уште малце време да размислиме и да се одлучиме. Да, има време за тебе, па добро. Има можности големи, ќе видиш во кој дел најмногу ти лежи. Матеј, како вложуваат во средното училиште, во идните студенти, нели сега средношколци, професорите? Ве насочуваат ли конкретно што треба да очекувате пред се од професијата? Да, се разбира. Самите професори организираат настани кои ни го доближуваат и градежниот факултет и средното училиште. Иако средното училиште како градежно е многу помалку застапено него градежниот факултет, многу помалце деца се запишуваат. Добро, да, тоа исто постои како податок. Соработувате вие со средното училиште?
Да, секако соработуваме. Можеби овие работилници се потик за повеќе да се запишуваат. Да, значи точно, јас морам да им се заблагодарам еве на колегите од средното училиште. Всушност организирањето на работилница првиот пат беше токму заради таа соработка наша и дојдат тие кај нас со идеја еве за некаква соработка, се изроди идејата за оваа работилница, па со нивна помош и соработка ја организиравме лани. Лани беше некако на брзина сето тоа организирано, па малце училишта. Значи минатата година отвори пат за овие работилници. Да, оваа година дори имавме, да ви кажам, толку голем интерес што за жал заради ограничените ресурси моравме да одбиеме дел од апликантите. Значи се пријавија повеќе од 10 училишта од цела Македонија, ученици заинтересирани, па моравме во некои ситуации малце и да редуцираме дел од тие бројки, зашто едноставно немавме ресурси сите да ги однесеме. До година можеби ќе се надам дека следната година уште повеќе ќе ви се пријават. Се надеваме ние, зашто навистина ни се потребни. Да, како не, нам ни се потребни. Ајде сега малку ќе го слушнеме нивното размислување. Колку климатските промени влијаат на може се и од моменталниот дизајн, од сега да зборуваме, а и за идниот, каков треба да биде дизајн и квалитет на материјали. Така. Значи, секако тоа е горлива тема, нели, едно од, да кажам, најбитните за човештвото општо, нели, климатските промени кои што е докажано се дека, нели, многу не се слагаат, но сепак е докажано дека тоа антрополошко влијанието, значи ние како луѓе влијаеме на промената на климата. А градежништвото е една од стопанските гранки кои што има значителен удел во тие климатски промени. На вистина, еден најмодерните трендови, всушност, кога спомнав и на градежни материјали, користење на градежни материјали, технологии на градови и така натака, се насочуваат кон тоа да се намали тоа влијание од градежништвото. Например, особено еве сега неодамна беше организирана една конференција во соработка со цементара, каде што нели во Александар Палас се собра стручњаци од таа област да ги разгледуваат тие модерни трендови, особено во производство на цемент, кој што има голем удел во производството на тие стакленички гасови. Така да тука има нови трендови, нели, да се тоа користењето на цементот намали, за да може да се намали тоа влијание врз климатските промени. Самите начини на градба, нели, користењето на технологија за помал карбонски отпечаток, што би се рекло. Така беше конференцијата беше насловена знаење плюс CO2 минус, со поголемо знаење кон помала емисија. Така, така што тоа секако има влијание и ние постојано работиме, нели, на нови иновативни изнаоѓање нови иновативни начини да се намали влијанието на. Ние обичните граѓани веруваме и очекуваме од научната фела да биде во тренд со времето, со новитетите, се разбира да ги следи, да се менува при тоа, затоа што ќе мора да одговорите на предизвикот. Колку помлада генерација вие имате достапност и до интернет и до повеќе информации, следите што се случува во светски рамки, какви материјали користат некои развиени земји, какви автопати градат. Ајде, се почнеме од автопатите, па добро, и прашањето следно ми е на таа тема. Какви се нивните градби внатре, во централните градски подрачја се вложували повеќе, дали како кај нас нема место за паркинг, како организирано? Па, ја не знам тие дали... Ајде, кажете, да. Може да кажат своји согледување. Ние деломно нешто ова и начнавме околу баш дискусија околу еден мост беше и кој го анализиравме како наш тука во Скопје мост. И студентите има баш интересни прашања околу тоа. Една од аргументите беше, нели, зошто би се градел некаде мост за да се скрати времето на патување, а со тоа и да се намали нели издувните гасови што колите, место колите да возат по еден час по заобиколен пат. Со мостот се скратува патот, а тоа влијае на намалена емисија на нели издувни гасови од возилата. Така што ете нешто од тоа беше спомнато. Ајде да ве слушнам, сте истражувале, сте гледале нешто? Мати Иван. Па
Па не знам, мислам, нели нормално како доаѓаат новите генерации, се повеќе нели не е достапен, да речеме, интернетот. И главно, да речеме, вение на факултет, јас конкретно, доста дел од професорите, например, конкретно за градежни материјали, потекнуваат, ние повеќе нели правиме семинарски истражувања за одредени нели по како да кажам, eco-friendly, нели, например. повеќе еко-материјали. Материјали, да. Добро, Мате? Па јас уште не сум толку стручен, но во училиште ни исполнува дека постојат и се развиваат нови материјали со кои ќе се намали загадувањето значително. Добро, професоре, покрај техничките вештини, знаење, какви вештини треба да имаат идните градежни инженери? Ова е навистина битно прашање. Ние дури имавме и одредени Еразмус проекти во минатото, каде што кои што беа насочени баш и за тоа развивање на тие вештини кои што не се чисто стручни, нели? А кои што се потребни на градежен инженер. Например, апсолутно неопходно потребно е тимска работа, значи да биде инженерот способен да работи во тим. Нашата работа е таква што никогаш не ја работиме сами. Така да тимска работа со себе носи тоа комуникацијски вештини, затоа што инженерите секогаш се во составени во позиција да треба да ги бранат своите идеи, тие креативно размислување, да се креира идејата, да се дојде до решението, но и да се брани решението, значи способно за дебатирање, за аргументирано зборување. Инженерите обично традиционално не се луѓе кои што многу сакаат да зборуваат. Ние сакаме да се изразиме што се вика на хартија, на проект и на реализација на она што сме го замислиле, но нели квалитет плюс на секој инженер се тие такви вештини, способност, нели како што реков, комуникацијска вештина, тимска работа, креативно размислување. Ете, тие би ги издвоил вака како едни од побитните карактеристики. Ајде да се вратиме на работилницата. Ја споминавме, на учениците им беа доделени сертификати, освен дружбата, едукацијата, тука имаше и награди, Матеј доби награда, ќе зборуваме и за наградата. Имавте можност да прошетате низ Охрид, да видите, верувам, значајни градби за кои што посебно верувам дека сте едуцирале, но имавте можност и да го посетите автопатот Кичево Охрид, еден од мислам дека најзначајните проекти кои што наназад години никако да се заврши. Професоре, прво нив да ги слушнам, сакам. Добро. Ајде да што би направиле на таа делница славна за побрзо да се заврши? Имате ли предлози како може тоа да се заврши побрзо? Така. Па не знам, еве јас конкретно да кажам, пошто не сум да речеме толку воведена во како се функционира во проектот и тоа, али јас би рекла дека најбитна е нели соработката помеѓу инженерите, дали градежни, дали електро, со цел нели да можеме некако да го забрзаме тој процес и координација секако нели со организација, механизација, работници и така натаму и така натаму. Мате? Па кога присуствувавме нели на автопатот, ни кажа дека И велиш какво маестрално дело? да, дека најголем проблем се косините. Поради тоа што не се добро направени и паѓаат. Така било професорите, добра. Ви објаснија убаво. Инженерите. Да, инженерите, добро. И ви објаснија убаво што. Ако се средат тие, скоро е готов автопатот, така да треба. А што значи тоа, например, такво нешто да се среди? Тоа бара многу работа? Многу и многу ископана земја. Многу, така да. И верувам дека и за нив тоа да го видат, да го сведочат, верувам дека и за нив сликата е поинаква. Веројатно, разговаравте, дискутиравте, тоа е еден од проектите кои што верувам дека ви беше тема на дискусија. Ги слушнавте предлозите? Во однос на ова прашање за автопатот. Да, ова беше во рамките на самите презентации на сите насоки, ние кога сакавме баш на учениците да им представиме дека градежништво не е само градење згради, туку дека тоа е една комплексна струка која што опфаќа многу различни области, од хидротехника, од патна инфраструктура, од делот на организација на градење, геодезијата и особено геотехниката, она на што сега Матеј го спомна како една многу битна
битен дел од нашето делување. Ние баш го представивме и патот Кичево-Охрид како еден пример, затоа што имаме можност на враќањето назад на Скопје, конкретно да ги видат тие работи, така да ги врземе, она што го зборувавме на самата... Така теоретскиот и практичниот дел. Така, значи прво им зборувавме и наредниот ден отидовме и тоа мислам да не беше многу интересно и баш и тие самите прашаа, значи, што е работата? Да, се отвори дискусија. Ние, јас, колегите, особено кои што се повеќе инволвирани во самиот проект, се обида да им објаснат на начин кој што и тие ќе може да го разберат, кои се тука се појавиле проблеми од аспектите на дали има или нема доволно истражување на тлото, од аспектот на геотехниката, па да го покажеме значењето на геотехниката, од аспект на експроприација на земјиштето, дека тука некогаш застои настануваат едноставно затоа што можеби не е навремено решено. Каде треба да помене патот низ нечива земја и така да некои аспекти кои што можеби на нив секако не би ни паднале на памет дека можеби. Но добре да се знаат. Тие се во одреден момент и решавачки. Така е, точно. Токму тоа беше целта на работеница, да се види некои други аспекти на градежништвото што вака во секојдневни дискусии не излегуваат на виделина. Не излегуваат. Споменавме значајниот патен правец. Ајде сега да се вратиме на Скопје. Колеги, ќе може ли мапата да ја покажеме? Вистински сообраќаен метеж, онака како што ние скопјани сме научени да го живееме. Во 8 часот, слика прилика, секој ден ни е ваква состојбата. Да, 6 минути пред 8 часот. Верувам дека нема да сменат тие 6 минути до 8. Што би направиле вие? Ивана и Матеј, за да го подобриме сообраќајниот метеж во Скопје. Што сметате дека ќе го реши проблемот? Така. Па, не знам, јас би рекла дека можеби има простор да се некако подобро да се поврзаат патиштата, да речеме како со мостови, исто така можеби има простор за кружни токови, исто така простор да речеме за надоградување, односно проширување на патиштата или можеби па и градење на други нови патишта секако. Добро, Мате? Па јас би водел, тоест би направил едно метро, зашто исто во големите метрополи користат метро и така ќе се снамали гужвата со автомобили, туку повеќе од луѓето ќе користат. А трамвај не би направил? Па, некако не ми се свиѓа трамвај. Не се допаѓа добро метро би направил. Добро, па можеби ќе биде и како еден своевиден музеј, нешто што го направија и Грција го направија во Солун изминатиот период. Да. Добро, сте шетале, верувам, ќе ги прашаме повторно студентите, сте шетале, верувам, излегувате сега, границите се отворени повеќе од било кога. Што ве фасцинирало? Која градба ве фасцинира? Од она што сте го виделе? Мене ме фасцинирала една стара градба, тоа е Аја Софија, како еден исклучителен пример на историја и колку биле способни да ја изградат во тоа време. Да, и воедно и како се одржува. Да, еден значаен момент дополнително. Па не знам конкретно да речеме, јас би рекла, ама тоа е можда почне од архитектонски аспект, Саграда Фамилија во Барселона. Добро, исто така. Извонредна, да. Ама тоа би рекла повеќе од аспект на, ама исто така е фасцинантно дека во тој период биле способни инженерите да речеме да изградат такво нешто. Да, иако таа претрпува, се разбира, сега во моментот се уште се доградува и се реставрира, она што можеби го споменавте во еден сегмент, професоре, како важен во градежништвото, одржувањето на објектите. Така е. Колку одржувањето на објектите кај нас може да придонесе до автентичноста, задржување на автентичноста, поради тоа што сведочиме дека навистина немаме некои организирани населби кои што наликуваат на некое време, кои што наликуваат едни на други, кои што се внимава на изгледот на зградите, на парковите, на улиците, се она што е организирано. Така, видете, кога ние како градежни инженери зборуваме за одржување, нас
пред се ни е наум одржувањето на конструктивните системи на објектите. Не толку изгледот на објектите, фасадите. Тоа е повеќе во доменот на архитектурата. Исклучително значајно, така, нели? Секој од нас има свое мислење, нели, за она како тоа се прави, некои се про, некои се против, нели, така. Ние, реков, нашата главна грижа, фокус е, да речеме, одржувањето на мостовите на патните правци, така. Како инженери, дека треба да се тие сите објекти од аспект на безбедност сигурно редовно контролираат и редовно одржуваат. Сам мостови спомнав, тука се ред објекти, нели, кои што се проектирани да имат одреден животен век и после тоа треба некако да се рехабилитираат. Предпоставам се исклучително важни за нашата безбедност. Апсолутно. Значи, во тој сегмент ве разбрав дека ги споминавте први. Да, точно. Ние од аспект на безбедноста, значи ние, како да речам, јас и во некои претходни своји излагања вака, каде што сум имал прилика, сум нагласувал дека, значи, зад потписот на еден градежен инженер стојат илјадници животи, не еден или два, и од тука таа голема одговорност која носиме. Ја дури ова, да бидем искрен, до не ги избегнувам да го кажам на овие промоции кои ги имаме пред учениците, да не ги исплашам. Меѓутоа, но добро, меѓутоа тоа е факт непобитен и тогаш тоа доаѓа до, нели, на преден план излегува. Апсолутно, затоа спомнав на почетокот, не се потребни луѓе со висока свесност и интегритет да знаат што нивната професија носи како одговорност. Така да, професоре, имавме можност да ги запознаеме и идниот студент и студентката Ивана, па да ви кажам, секоја чест со ваква младина. Вам ви е лесно, така можам да ви кажам, кога имате ваква младина. Да, точно. Се надевам дека ќе примамите уште повеќе и дека во вашата мисија на примамување на идните кадри на градежен факултет, дека ќе успеете, ние сме тука за вас секогаш да ги промовираме проектите и се она што работите. Ова беше уште еден успешен градим иднина, така што се гледаме и во нареден период. Ви благодарам. Ви благодарам. Јас само би сакал да упратам уште еднаш благодарност и до сите учесници што беа, учениците беа навистина фантастични и тие нас не фасцинираа со своето ниво, нели, на свесност, на размислување, не изненадија многу позитивно, така да е еден голем поздрав до сите нив и до професорите што беа со нив. До нивните професори, зашто и тие беа гости на работилницата. Благодарам, ден ви посакувам.